Тука сме. Продолжуваме понатаму. Наставнички, што ќе учиме сега? Пред да започнеме, Цветко, навистина јас не знам денеска кој ден сме. Можеш ли да ми помогнеш Кој ден сме? Да, си мислам петок сме. Не, вторник сме. Вторник? Вторник. А кој месец? Сега ме најдев. Март. Март. Леле, колку Март, Цветко. убав месец, март. Има ли нешто што во месецот март те асоцирате, поттикнува на нешто убаво, вака изработено? Март, цвекињата, кокичиња, Пролета. дрвата Доаѓањето на растат. пролета. Видете колку убави пеперутки, цвекиња имаме тука. Ама и снегот паѓа во март. Знае дали изненади, да падне. точно е, но тоа што нас најмногу не асоцира во пролета, што е? Кокиче, Цвекиња, сонце, сонце, пролет, разиграни енергија. Еве сите тука ги имаме веќе. расцутени дрва. Поведро расположение, гледајте колку сме ние насмејани, расположени, Штрковите се спремни. враќаат во март, птиците пеат. Птиците пеат и се како што? Така, Така, нешто. овде имаме некој Кој проблем? проблемот ќе биде решен, ако не можеме да го решиме. Ќе најдеме решение. Така е. Ние секогаш Добро. сме снаодливи и знаеме како тоа да го изведеме. Но нема никаков проблем, затоа што денеска ученици имаме за... Една стихотворба за токму за годишното време пролет. Стихотворбата се вика Пролетни зраци и баш ни недостасуваат сега, нели? Убаво би било да ги имаме пролетните зраци, да не малку згреат. Па се надевам ќе си ги повикаме со оваа стихотворба. Ајде да ја чуеме. прочитаме. Ајде да ја Ја имавме на презентација за да ја гледаат и нашите ученици пред малите Ама екрани. нешто не можеме да ја Нешто вклучиме, не може да ја затоа вклучиме, најдобро затоа да ќе ја ја прочитаме. Слушајте внимателно. Прокапа стреите. Тик-так, тик-так. Тоа е првиот пролетен знак. Сонцето распрцна снопови зраци. Тоа се 1000 пролетни знаци. Зимските луњи минаа бесни, птиците чрчорат весели песни. Оваа стихотворба ја напишал Видео Подгорец. Како ви се допадна? Многу ни се допадна Мене ми се стихотворбата. Какви чувства ви пробуди? Па, убави чувства, Пролетни чувства, пролетни чувства. насмејани лица. Прокапаа стреите тик-так, тик-так. Ајде, Значи- што сакал тука да каже нашиот автор? Тик-так. Дали мислел на часовник? Не, Што мислите? Па не. не, мислам дека дождот кога паѓа Не, и не капките. мислел на часовник. Така. Туку мислел на топењето на мразот На од топењето на снегот и на стреите. мразот и Така. дождот што паѓал. Тоа е првиот пролетен знак. Дали има тука некој збор кој што прв пат го слушате? Да, ја мислам дека има навистина нови зборови во песничката кои што учениците досега ги немаат слушнато. Например, чрчори. Чрчорот. Што е чрчорот? Чрчорат е кога чрчори нешто. Звуците кога... Чрчорат. Кога чрчори нешто. Знаеш ли да чрчориш? Чврч. Врчињата кога чрчорат е кога се расправаат. Например, застанати чик. Така, тоа е звукот кој што го испуштаат птиците и тоа е навистина убав звук да го слушаме и посебно се радуваме во пролет на птиците. Ајде да ги уште еднаш да ја прочитаме па да пронајдеме и некој збор кој што можеби на учениците им ја непознат. Нов. Прокапаа стреите. Тик-так, тик-так. Тоа е првиот пролетен знак. Сонцето распрсна снопови зраци. Тоа се 1000 пролетни знаци. Зимските луњи минаа бесни. Птиците чрчорат весели песни. Може да ја залепиме песната и да ја гледаат сите. Може, Еве може. додека го поправиме ова. Еве. Да го поправиме, ние секогаш можеме да најдеме решение. Така. Дали можеби е нов збор за вас луњи? Зимските луњи минаа бесни. Да, луњи. Луњи мене ми е малку чуден збор. Луњи. Што би можело да е тоа? Па луњи како Бури, ветришта. ветришта. Значи тие се веќе зад нас. Бидејќи сега дојде пролета со сите предвесници кои што ги набројавме. Можеме да видиме дека ова стихотворба е мощна кратка и е составена од колку строфи? Една. Една. А колку стихови? А колку стихови можеме да ги изброиме?
Шест, 3, 4, 5, 6. 6 стиха, така. Ученици, оваа стихотворба ја имате во вашиот учебник по македонски јазик за второ деление. И кога сме веќе тука денеска ќе имаме голем предизвик. Првите тројца што ќе се јават по завршувањето на емисијата во студио ќе добијат 3 книгички. Еве ги тука негде каде ги ставивме само книгите, ќе ги покажеме покасно, подоцна, а пред да продолжиме понатака, имаме да дозавршиме што имате денеска за домашна задача. Пред мене има еден наставен лист, односно речник во 4 агли. Имаме еден правоаголник кој е поделен на 4 дела. Што треба вие да направите? Во првиот правоаголник, кој што го добивме, треба да напишете еден збор кој што ја одликува оваа пролетна песничка. Во вториот правоаголник треба да напишете реченица со тој збор, односно таа реченица може да биде и извична, и прашална, и расказна, кој сака, кој како си посакува. Во третото правоаголниче пишува звуци. Дали слушнавме некакви звуци во песничката, пролетни зраци? Да, слушнавме. Тик, так, Так, так. како капеше водата. Така е. Так. Тие звуци ќе ги напишеме тука, а во четвртото квадратче ќе напишеме, односно ќе нацртате многу убав цртеж поврзан со пролета. Дали ви се допадна оваа техника? Вау! Да. Многу интересна. Многу. Много е интересно. Така, во тетратките по македонски јазик ќе си напишете дата, ќе си ја напишете песничката, ќе ја нацртате оваа техника, ќе ја закачиме тука да ја гледате, доколку некој ја заборавил, можеби некој веќе ја користи и сигурно нешто ново ќе продолжите понатака со вакви техники да изработувате и за останатите наставни содржини по македонски јазик. Одлично. А може јас уште еднаш да ја прочитам песната? Може. За да можат учениците да ја меморираат и потоа да ја рецитираат. Слушајте внимателно. Пролетни зраци. Прокапаа стреите, тик-так, тик-так. Тоа е првиот пролетен знак. Сонцето распрсна снопови зраци. Тоа се 1000 пролетни знаци. Зимските луњи минаа бесни, птиците чрчорат весели песни. Браво, Цветко, браво, браво. Вау! Дали Браво. има рима нашата стихотворба? Има? Има рима? Има. Ајде да ја најдеме, да ги најдеме римуваните зборови. Тик-так, Тик-так. знак. Так, Тик-так, Знак, знак. знак. ајде. Зраци, знаци. Бесни, песни. Така. Навистина прекрасно, се надевам дека ви се допадна оваа стихотворба, а еве ги книгите кои што ќе ги доделиме на крајот од емисијата, а вие имате предизвик да ја научите оваа стихотворба. Одлично. Сега што ќе правиме понатаму? Сега джингл и 3 час. Джингл, завршивме!